Македонија и Англија по шести пат квалификации за Европско првенство Германија 2024. 30 на минути пред почетокот на овој финален надпревар, би рекол, во нашава квалификациона група. Еден добар амбиент на арената Тодор Проевски, добра посетеност. Новинарската меморија се сеќава дека може би имало и некоја илјадарка повеќе, меѓутоа ова е навистина добра бројка, добра исполнетост, добар амбиент. Имавме прилика при доаѓање на стадионот да ги видиме навивачите на македонската фудбалска репрезентација, нашите љубители на фудбалот, добро премени, да не речам вооружени со реквизити, знамења, шалови, капи. Има весела атмосфера и навистина за искрените љубители на фудбалот. И не можеше да се посака подобар финиш, подобро финале, би рекол, на овие квалификации, отколку овде на новата Скопска трева, на овој реновиран тревник, што го гледате долу, каде што фудбалерите се при крај со својото загревање. Да, ја пречекаме репрезентацијата на Англија. Англичаните се во врвот на светскиот и европскиот фудбал. Знаеме, светски прваци од 1966 година, постојано високо котираат на FIFA ранг листата. Добар противник, добар предизвик. Иако, искрено кажано, за жал, можеби нашиот мотив, дури да не речем и амбиентот и сето ова што сега го објаснам, ќе беше се поинаку доколку Македонија имаше шанси, доколку ни требаше бот или дај Боже 3 од овој надпревар, па да игравме на тоа да се бориме за евентуален пласман на ова европско првенство. Тоа од друга страна не значи дека треба да застанеме, дека овде бодовите не се важни, дека престижот е во втор план. Не е така. Македонија играла добро со Англија, ќе видиме како ќе биде вечерва, реков, овде во овој добар амбиент. Дури и новинарската ложа не се сеќаваме да била вака пополнета. Има доста новинари од островото, доста представници на седмата сила кои ќе го покриваат овој надпревар. Тоа е сега за сега од арената Тодор Проевски. Реков 30 на минути пред почетокот овој надпревар. Да се надеваме дека ќе гледаме добар фудбал, интересен фудбалски надпревар и зошто да не да очекуваме позитивен резултат во корист на нашиот национален тим, а 8 пораз според новинарското убедување, секој друг резултат е позитивен. Јалче Дургутов, продукција Скок, арена Тодор Проевски, непосредно пред почетокот на квалификациониот надпревар Македонија и Англија.